И оваа среда на 28 мај 2025 година, почитувани гледачи, ќе ви посакаме топло добре дојде во дневникот на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Оперативниот план за вработување за 2025 година вреден 40 милиони евра и опфаќа над 16.000 невработени. Од овие лица се очекува 65% да се млади до 29 години, информира на денешната пресконференција председателот на владата Христијан Мицкоски. На последната седница срочивме оперативен план за вработување, мерки и програми кои ќе понудат работа и поддршка во работата, вреден 40 милиони евра со кои ќе се опфатат над 16.000 наши сограѓани. Повторувам дека во оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2025 година се утврдуваат програмите, мерките и услугите за вработување кои ќе обезбедат креирање на нови работни места, изголемување на вработеноста на невработените лица, посебно на младите, долгорочно невработените и корисниците на гарантирана минимална помош. Согласно оперативниот план за 2025 година предвидено е да се вклучат вкупно 16.057 невработени лица, од кои 12.537 лица во активни мерки за вработување, а 3.520 лица во услуги за вработување. Со овој план се опфаќаат две главни точки. Првата е директна поддршка за стартап бизниси на млади, што и беше моје ветување за младите. Втората работа е организиран пристап во сузбивањето на појавата на пожари, особено присутен проблем во летниот период, зашто ќе се вработат 400 пожарникари кои ќе се стават на располагање на општините, каде ќе има потреба, се разбира, како и дополнително вработување на 600 невработени лица, кои ќе бидат ангажирани за јавни работи и општински проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво. За прв пат државата ангажира толков број на лица кои ќе помагаат во справувањето со пожарите, откако го затекнавме девастиран целиот систем на справување со пожарите. На овој начин се подготвуваме за предизвиците кои следат ова лето и ги превземаме активностите со кои ќе бидеме подготвени. Што се однесува до мерките за млади, очекувано е од вклучените лица околу 65% да бидат млади до 29 години. Особено затоа што сите мерки се креирани првенствено да ја опфатат оваа категорија, а при тоа постојат и такви мерки кои имаат за цел посебно да ја таргетираат оваа група на граѓани. Младите се ставени во фокусот со цел да се спречи одливот на мозоци и работна сила. Бидејќи тие се еднината на државата, и економските стратегии на секоја една сериозна држава треба да се градат во темелот на можностите и капацитетите на младиот човек. Денеска во Кавадарци се одржа неформална средба преку проект поддржан од швајцарската амбасада со бизнис секторот. Бизнис закуска со градоначалникот на Кавадарци заедно до поголема продуктивност и раст беше тема на денешната средба меѓу градоначалникот и бизнисите од Кавадарци. Се разговараше за актуелни предизвици и потребите на локалните компании, идеи за подобрување на деловното обкружување, предлози како општината може подобро да ги поддржи бизнисите. На настанот беа поканети и присуствуваа представници од швајцарскиот проект за модернизација, имплементиран од Swiss Contact, како и нивните соработници, бизнис советници кои ја имплементираат услугата бизнис диагностика, практична алатка, поддржана од проектот. Бизнис диагностиката опфаќа и неколку области како пазар, клиенти, технологии, продукти, визија, стратегија, организација, човечки ресурси, маркетинг, продажба, финансии, инвестирање. Бизнис советниците под менторство на меѓународни специјалисти им помагаат на бизнисите да идентификуваат и надминат предизвици за раст. Оваа иницијатива ја зајакнува и придонесува кон долгорочна модернизација и конкурентност на приватниот сектор. За време на настанот, компаниите имаа можност да се сретнат и разговараат директно со бизнис советниците за да ги истражат потенцијалите за подобрување на продуктивноста и ефикасноста.
Ова не беше само дискусија, туку и конкретна можност за компаниите да се информираат за достапна поддршка и потенцијали за соработка. Прво морам да се благодарам на швајцарска амбасада и на швајцарскиот народ кој што дава несебична поддршка и на државата, меѓутоа и на општините, едни од поголемите грандови кои што ги имам искористено до сега. И моментот на ова неформална, званична средба, сепак неформален разговор, така на дружба заедничка, е од големо значење за бизнис секторот, и од микро, и од макро економија, затоа што консултантските услуги, кои што швајцарска амбасада ќе ги нуди преку нивните консултанти кои ќе ги имаат заангажираност со 85% грант. Јас сум убеден дека не постои компанија каде што кога се направи овој скрининг и комплетно кога се направи анализа, дека нема да се најдат аномалии во делот на тоа што треба да се подобри компанијата. Не зборам во квалитет, зборам во делот на заштита или во делот на подобрувањето на ликвидноста на било која компанија. Ова е редовна пракса во европските компании и треба да биде и кај нас, затоа што динамичниот живот и тенденцијата и стремењето кон влез во Европска унија, ние мора да го искористиме и да бидеме спремни, затоа што придобивките од влезот од Европска унија се, би рекол, носи со две острици. Доколку нашите компании не се спремни да одговорат на европските компании во делот на конкурентност, во делот на ликвидност, во делот на намалување на трошковите, на квалитет и на сите други работи, ние како компании нема да обстанеме. Така да ова е прва ваква средба на швајцарска амбасада, е токму од Кавадарци како економски најразвиен град, како општина која што има идеална соработка со амбасадата. Компаниите пројавија доволно интерес и веќе си разменија контакти, каде што мислам дека некои компании веќе и од утре ќе стапат во контакт за да почнат да ги прават тие скрининзи или да ги прават тие анализи за подобра ликвидност, подобар квалитет и подобра продуктивност на било која компанија. Верувајте дека времето на конкурентност е немилосредна, тоа е добра работа, меѓутоа ние мора да бидеме спремни и да знаеме дека треба да се вклопиме во делот на продуктивноста, во делот на енергенците и сите други работи на едно ниво каде што ќе бидеме стабилни компании. Доколку не ги направиме тие чекори и доколку направиме пропуск во тие подготвителни периоди на компаниите, без разлика на влезот во Европска унија или не, ние ако изгубиме дел од компаниите или намалат ликвидност, тоа е губиток на државата. Знаете дека државата се храни од тие компании со даноци, со вработувања, со нивни придобивки и добивки, така да мислам дека општина Кавадарци дава несебична поддршка. Ова не е прва средба со бизнис секторот, имаме идеална соработка на дневна основа, на неделна, на месечна и еве сега плюс со грандови за консултанти. И мислам дека се што можеме да искористиме за бизнис секторот, што стоиме на располагање, да се биде во интерес на бизнисот, а со тоа има придобивки и нашето население, и придобивки за окупната држава, и ние како општина да имаме стабилен, ликвиден, профитабилен бизнис кој што ќе произведува квалитетна роба, квалитетна логистика со помали трошкови. Продолжува градбата на дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост во Кавадарци со вкупна вредност на проектот од 40.856.910 денари. Во дневникот информации од билтенот на МВР. Вчера во 12 часот и 45 минути во Овара, Неготино, 39 годишен маж од Неготино пријавил дека бил измамен од машко лице од Тетово. Според пријавеното, тој во август 2024 година на социјалните мрежи забележал оглас за работа во странство, започнал телефонска комуникација со лице од Тетово и на банкарска сметка уплатил 12.000 денари. На 7.4.2025 година мајката на пријавителот му платила уште 300 евра на лицето од Тетово, пошто пријавителот не можел повеќе да стапи во контакт со него и сватил дека е измамен. Се превземаат мерки за расчистување на настанот.
Во Дневникот ќе разговараме на една мощна актуелна тема, Сдруженијето ЖТА, Сдружение на ракијари од Македонија, по четврти пат организира надпревар такмичење во најдобра ракија. Заедно со нас е представникот на Сдруженијето, Јордан Настов. Добро ни дојдовте. Добро ви најдов, благодарам на поканата што ни дадовте можност да учествуваме во вашата емисија. Така, ќе ги обзнаниме сите оние детали кои што се важни, по кој пат се организира ово меѓународно надпреварување и што значи за развојот на оваа култура, би рекол, во производството на ракија. Па ова е трет меѓународен фестивал, инаку по четврти пат го организираме, значи првиот беше 2022, меѓутоа не беше од меѓународен карактер. Меѓутоа, на барање на голем број на учесници од цела Македонија, побара да тоа го прошириме, да го анимираме, така да следната 23 година беше првиот меѓународен фестивал за оценување на ракии, 24-та втор пат, ова година го организираме по трет пат како трет меѓународен фестивал на кој што земаат голем број на учесници од сите соседни држави и од пошироко. Од каде ќе има учесници на оваа ракијада? Учесници ќе имаме од Македонија, од Србија, од Босна и Херцеговина, од Хрватска, од Словенија, од Бугарија, од Унгарија, од Полска и од Словачка. Вчера ни пристигнаа мостите од Словачка, така да негде околу 13 држави, 10-12 држави учествуваат на надпреварувањето. Кој се може да биде учесник во ова надпреварување и до кога се роковите за доставување на мострите? Учесници може да бидат сите, значи, и регистрирани дистилери и нерегистрирани хобисти, производители, бидејќи ова е една проблематика која што ракијата знаеме дека е традиционален производ во Македонија, не само за ракијата и како ајварот и маџенот и други производи. Меѓутоа, докрај се уште не е во законска рамка дорегулирано сето тоа, меѓутоа може сите да учествуваат, да си видат докај со својот квалитет, а во тек се процедурите да направиме некои законски измени и промени каде што сите овие производители би се регистрирале како физички лица за производство на жестоки пијалци со дополнителна дејност. По примерот на винариите кои што веќе успешно работат. Да, по примерот на винариите, бидејќи сега сме сведоци дека се произведува ракија не само во Кавадарци, во цела Македонија, во Лозарски и во Воштарски региони, меѓутоа не е тоа докрај регулирано, а факт е дека се произведува. Така да ние сега не сме во можност да правиме прохибиција како 30 години во Америка, меѓутоа мораме да најдеме начин постои, тоа се многу малку законски измени кои што треба да овозможат да со формирање на единствен регистар на земјоделски производители, физички лица, како со дополнителна дејност, да тие се регистрираат, да си добијат акцизна маркица, добијат бандерола, добијат решение од Агенција за храна и ветерина и како безбеден производ го пуштат во промет. Господин Настов, што се треба покрај мострите да се достави и каде се доставуваат? Мострите да се доставуваат во шиши, на минимум 700 милилитри. На нашиот сајт и на повиците беа објавени, имаме повеќе контакти во цела Македонија, низ Србија, низ Босна, меѓутоа кај нас наједноставно да се достават мострите во Евроханда, тоа е наспроти црквата Свети Димитрија, каде што може да се остават, на тоа треба да биде назначено, значи името на производителот, сортата, видот на ракија, година на производство, алкохол и контакт телефон. Котизација дали се плаќа? Котизација да се плаќа, котизација 1000 денари по еден примерок или за два, ако се 3 или повеќе примероци, котизацијата е 800 денари. Така. Кој ќе биде дел од комисијата што ќе врши оценка на пристигнатите мостри? Тоа што сакам посебно да го кажеме, че комисијата е навистина меродавна. Тоа се, значи, 11 члена комисија од Македонија, од Србија, од Босна, од Хрватска, од Унгарија. Тоа се, значи, сертифицирани меѓународни оценувачи за органолептичко сензорно оценување на ракии, кои што се квалификувани, кои што навистина нивната оценка кој што кажете, таа што е, значи тука немаме микроскопски анализи или хемиски лаборатории испитувања, меѓутоа органолептички се испитуваат, се проверуваат ракиите, тоа се искусни енолози, професори кои се сертифицирани со меѓународни сертификати и се навистина меродавни во тој дел. Така да нема она комисија да се збереме, не знам, познавачи на ракија има доста, меѓутоа овие се овластени, сертифицирани оценувачи. Стручни за таа намена. Еве да спомнеме како дојде идејата за организирање на една ваква манифестација, па и со меѓународен карактер, и како дојде до формирање на Сдруженијето ЖТА, кој што е Сдружение на македонските ракијари. Па до 2022 година во рамките на организирање на прославата Свети Трифон имаше оценување на
на вина и на раки. Меѓутоа, како од година во година доаѓа се поголем број на примероци, почна да доаѓаат и некои навистина специфични раки, специјални раки, travaрици, раки од морков, раки од домати, раки од целер, не знам, кај што па и секоја комисија не е стручна да оценува секој вид на алкохолен пијалок. Тогаш беа присутни доста ракијари од останатите краишта на Македонија и на нивна иницијатива беше потегнато тоа да се формира Сдруженијето ЖТ како македонски ракијари, во кој што парципираат сите тие од сите лозарски и овоштарски региони, а истовремено со тоа се даде можност да си ги одмерат сили, да речеме, со другите региони, со Србија, со Босна, со Словенија. Словенците се, да речеме, посебно во тие специјални раки, travaрици, джинови, познати, бугарите исто така. Така да 2022 година беше направен фестивал, меѓутоа не беше од меѓународен карактер. 23-та веќе почнавме, така да веќе имавме учесници од многу поголем број на држави и комисијата беше составена меѓународна комисија со сертифицирани оценувачи, професори, енолози, познати. Што покажа резултатите од овие 3 меѓународни надпреварувања? Каде е македонската ракија, каде е тиквешка? Покажа наистина интересни резултати, дека прво имаме подобрување во секоја година, бидејќи покрај ова организираме и работилници, едукативни работилници за производителите. И оно што е битно дека тоа се тие работилници ги одржуваат овие професорите кои што немаат конфликт на интереси, никаде не се директно вклучени, да речеме, да продаваат енолошки средства или препарати или да ги приготвуваат вински дестилати. Чисто стручноста да дојде до израз. Чисто стручноста да дојде до израз, каде што многу од производителите ќе ги научат тие што го вели мали тајни на големите мајстори на кујната, меѓутоа понатаму тоа се одразува во нивниот квалитет и добиваме се поквалитетни примероци. Дури негоше, вака ќе кажем, како оно што случи минатата година, на оценување имаше, бидејќи оценувањето е слепо, шифрирано, значи се преточуваат во исти шишиња, само шифра се пишува и категорија на ракија. И сега, после тоа кога ги сумиравме резултати, видовме дека една иста особа, една ракија има освоено висока оцена, голем златен медал, друга дисквалификована. Го најдем по телефон, господине, вие сте тој, да, зашо се работи? Имаме некоја кондадикторност, вика, нарочно прати две раки, една стварно права ракија и друга правена, додава нешто. Меѓутоа, таа ракија беше дисквалификована од сите членови на комисијата. Што покажа колку се покажа стручност. Вика, нарочно прати да видам дали е навистина реално и колку комисијата спремна и стручна и меродавна да ги оцени примероците. Така да и во тој дел квалитетот на алкохолните пијалци е се повисок. Нормално тука се разменуваат искуства со производителите од другите региони, а наши членови пак учествуваат на сите меѓународни овие сајми оценувања во Србија, во Босна, во Словенија, каде што допринесуваме да пред се македонскиот бренд на ЖТ ракија се пробие, стане препознатлив и само како за илустрација ќе ви кажам дека јас, иако 30 години и повеќе минав во едно од најголемите винарски визби, речеме во Србија, не беше познат брендот ракија жолта. Значи, кај ми беше препознатливост дека лозова ракија мора да биде бела. Кога нашите членови почнаа да праќаат мостри таму и на оценувања на тие сајми, ќе поминат и јадници луѓе и ќе пробаат, едноставно беа фасцинирани што е што пиеме ракија, па како ракија може да биде жолта. Па може на бадел, на коњак, да, барикирана ракија. Така да сега, веќе со последните вака информации, бидејќи сме присутни на тие сајми, веќе во Србија на големо се бара тиквешка жолта ракија, што направивме, да речеме, и за тиквеш еден добар потик, бидејќи тиквеш не можеше да продава жолта ракија, не беше препознатливост како бренд. Меѓутоа сега веќе они препознаа клиентелот дека ракијата не може да биде само лозова, бела, црногорска, него може да биде и жолта ракија, барикирана ракија, така да во тој дел, така си го земеме, тој си го припишуваме како наш успех, бидејќи на тој начин допринесовме да тиквешкиот македонскиот бренд на тиквешка ЖТ ракија се пробие и надвор од границите на Македонија. Кога ќе се одржи надпреварот за испитување на ЖТ, на ракија? Да. Во тек се прибирањето на мострите, значи до 31 уште овие 4-5 дена трае рокот за прибирање на мострите. Логистички треба да организираме, уште има заинтересирани од другите држави да стигнат мострите. Негде 3, 4, 5, 6 јуни ќе биде оценувањето. После тоа административно додека се сумираат резултати, да се упарат, да се припремат пехарите, медалите, дипломите, на 21.6 во Винскиот музеј ќе биде завршна свеченост каде што ќе бидат соопштени резултатите, претходно ќе биде изготвени билтен, меѓутоа и официјално ќе бидат соопштени резултатите и прогласени победниците по категории. А ги имаме повеќе категории на оценување, значи тргнувајќи од лозова бела, лозова жолта до 3 години, лозова жолта над 3 години, јаволка, дуња, кајсија, круша, останати овошни раки, специјални раки. Така да зависно ако има, значи, од некој пример, ако има 7 мостри од некој овош, од некој тип, се формира посебна категорија.
Споменавте и погоре во разговорот дека производителите на ракија се соочуваат со законската регулатива како проблем. Да. Сдруженијето е формирано токму и со таа цел да помогне во надминување на ваквите законски бариери. Што се работи и кој е начинот да се решат проблемите? Па со тоа разговаравме и многу поодамна, меѓутоа немаше се уште доволно слух и разбирање. Сега со овој министар речи имаме подруги релации, повеќе имаме разбирање, бидејќи нас не се приготвени сите законски регулативи кај што треба да се интервенира за да се дојде до тоа. Бидејќи факт е дека сегашната регулатива како што е окей, меѓутоа таа е добра, че може да се формира мала дистилерија, да се регистрира. Акцизата е многу мала, 30 денари по литар, меѓутоа тоа треба да ти биде моментално единствено занимање или да си не вработен, или да се откриеш од работа или од пензија. А кај нас знаеме дека сите што имаат возови насади имаат... Да, кај нас такви се регистрирани десетина мали дистилерии, меѓутоа проблемот е што најголем број стотици од нив се луѓе кои што фамилиарно го наследили, имат 1 хектар, имат пола хектар, имат 2 хектара и тој се сака или нечи мора да го... соочени сме со проблем на откупот на овоше секоја година. И те сега прават ракијата, ја варат, таа ракија завршува на пазарите, меѓутоа наша интенција е да во Министерството за земјоделие формираме регистар, формират регистар на индивидуални земјоделци со дополнителна дејност за производство на жестоки пијалци. Тоа е веќе основа после за управата за цари да добија таксизна маркица, а Агенција за храна и ветерина да им издаде одобрение, односно решение со претходна анализа за соодветен квалитет да може легално да се пушти во промет. Тоа значи кога имаме легален производ може да се гарантира и безбедноста на самиот пијалак, бидејќи знаеме по пазарите се случува низа немили настани со ракијата. Тоа е ова целта. И луѓето знаеш, јас не можам да се откажам, сум го наследил имањето, а нема, значи ние немаме сега агрокомбинати, нажалост сите тие пропадна каде што беше целокупниот откуп за гарантиран конфекционирање на производот и извоз. Сега дече оставно успешно приказна на Тиквиш, кој што е наистина наш бренд, го немаме ниту Кумановскиот, ниту Овчеполскиот, ниту Велешкиот, сите комбинати се пропаднати и луѓето наоѓаат имаат проблем со откуп и се приморени да тоа од традиционален производ кој што некогаш беше нормално да секој куќе остави буре, вино или ракија, а сега од што нема и каде, значи нема каде да се обртат или да го пласираат производот. Нема можност за пласман. А и нормално дека во едни пазарни услови не можеш никој да му диктира што да откупи, колку да откупи. Така да ова е начин да тие 5 или 10 тона грозје кој што ќе си ги приработи, дали во вино, дали во ракија, да својот приход го мултиплицира на тој начин. Така да, а во тука ќе има чар да речеме и државата, бидејќи ако тоа се стави во легален тек, секој е волен да си плати акциза на тоа се дополнително ги прави калкулации 6-7 милиона евра дополнителен приход во буџетот по основа само на акциза и дополнително после од персонален данок, бидејќи тогаш управата за приходи ова би го третирала како производство со нормиран трошок, каде што 80% од трошоците се признаваат и на 20% да се плати персонален данок. Така да во тој дел државата ќе има користи буџетот, а крајниот консумент ќе биде сигурен дека конзумира безбеден пијалок, а не како сега да во секоја кафана да имаш домашна ракија, меѓутоа бидејќи не може да ја фискализира, па треба 2-3 раки па да ги пише зелена салата или да ги става во шише, не знам, од Тиквиш. Така на добар пат сме да тоа се реши во интерес на сите овие мали индивидуални производители, што би било бенефит и за нив да го верифицираат апсолутно за државата. Како сето ова е решено во соседството, бидејќи еве меѓународен преварот што го организирате, што кажуваат вашите искуства? Па види луѓето претходно го решиле тоа. Речеме во Грција кај што бев пред 15 или 20 години, прво таму нема нерегистриран казан. И буквално кога одевме во тој дел Леринско, Воденско, Костурско, вика во ова село има 5 казани. Тие се регистрирани и ако јас или било кој сака да пече ракија, претходно закажува дека на таа и таа дата печам 3 казани ракија, 2 казани ракија, се плаќа тогаш 20.000 драхми беа, да ми по еден казан, што беше символично или пандан на ова денешното сега, некаде. Меѓутоа, мора да биде во регистриран казан варено, че нема на диво, а после тоа кога ќе добиеш акцизна дозвола, маркица, бандерола и си ја платиш акцизата, може да се пласира било каде да се продава. Сега, нажалост, кај нас тој период е пропуштен, ние сега да направиме попис, че најдеме стотици казани, меѓутоа, тешко е веќе да тој процес сега го регулираме на тој начин, меѓутоа на овој начин, со давање на можноста да тој се регистрира како индивидуален земјоделец со дополнителна дејност и тоа си ги плати сите давачки, мислам дека тоа е решението кое што ќе ги тангира најголем број производителите.
Дали оваа манифестација што ја организирате има поддршка од локалната самоуправа, од Министерството за земјоделство? Да, имаме поддршка, значи ова сето го организираме во соработка под покровителство на локална самоуправа на општина Кавадарци и градоначалник Митко Јанчев и во поддршка од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Што покажуваат резултатите од учеството на нашите ракијари на надпреварите надвор од Македонија? Нашите ракијари во категориите на лозови раки освојуваат секаде многу високи признанија. Наши членови и во Словенија, и во Хрватска, и во Босна, и во Србија, каде што учествуваат, секаде освојуваат големи златни медали, пехари, а со само тоа прават и промоција токму на нашиот познат тиквешки бренд. Да го заокружиме разговорот, колку учесници имавте минатата година, колку очекувате годинава? Поланската година беа некаде околу 200 учесници, ова година сега моментално имаме околу 200, очекуваме доколку логистички пристигнат дополнително мостри, да имаме над 200 мостри и ова година 250 можеби ќе имаме мостри. Така да тоа се негде 3 до 4 дена оценување, бидејќи комисијата е ограничена, че не може да оценува целата, има некои критериуми, 60 до 70 мостри дневно оценување зависно од категориите на раки. Така да за тие 3-4 дена се заврши оценувањето и да се направи после завршната свечност на 21.6. Благодарам што бевте наши гости, ќе го следиме овој процес на надпреварување, ќе информираме. Благодарам и на вас за можност што ни дадовте да го кажеме и уште еднаш да ги поканиме оние кои што се заинтересирани, да ги искористат што овие 3-4 дена да ги достават своите мостри и да се видат докаде со својот квалитет, а понатаму со консултации на нашите професори, учесници во сето тоа да си добијат и дополнителни совети доколку им се потребни. Благодарам. Благодарам и на вас. СДСМ достави документи до Државната комисија за спречување корупција и бараат итна постапка како што велат скандалозниот тендер во МВР. Секој ден власта ја тресат корупцијски скандали. Буквално смрди на корупција во врвот на власта. Последен е скандалозниот тендер во Министерството за внатрешни работи од 4 милиони евра, кој го добива фирма основана само 20 дена пред распишување на тендерот. Фирма без искуство, фирма без капацитет, а вчера видовме и дека е фирма без седиште. Фантом фирма ли е? Како е можно ваква фирма да добие тендер за специјализирана опрема за полицијата? Ова почитувани е огромен скандал поврзан со Панче Тошковски, кој бара итна институционална реакција. Денеска сме тука пред Државната комисија за спречување на корупцијата да побараме итно постапување по овие сериозни сомнежи за корупција. Ќе ги предадеме овие документи да се истражи до крај дали станува збор за наместен тендер, дали станува збор за однапред договорен тендер. Чии интереси стојат за овој тендер вреден 4 милиони евра. Државната комисија за спречување корупција мора да отвори предмет, да ги истражи сите факти и конечно да обезбеди одговорност. Време е Државната комисија за спречување корупција да покаже дека не се неми наблюдувачи на криминалот, туку дека се бранители на јавниот интерес. Додека 10.000 луѓе умреа во ковид пандемијата, Венко Филипче печалеше за себе обвинувања од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Во модуларната болница живи и изгореа 14 лица. Тогаш Венко Филипче беше министер за здравство, а Кочо Ангјушев, чија компанија ја градеше болницата, беше вице-премиер во истата влада на Заев. Епилогот од ова е 1 година затвор и символична одговорност на периферни и неважни ликови за овој случај. Но воедно додека Филипче е министер за здравство, се случува ковид криза, каде животите ги губат 10.000 наши сограѓани. Имаше целосно отсуство на протоколи, на ресурси и вакцини за успешно справување со ковид кризата. Констатацијата би била дека ова беше елементарна непогода во целиот свет, но додека оваа елементарна непогода се случуваше во целиот свет, само во Македонија Венко Филипче договараше провизии за себе преку набавка на вакцини од Кина. Градеше хациенда на водно од компанија која победува на тендери во клинички центар и му се случи погромот на онкологија, каде главен и единствен профитер беше веледрогеријата Пановски. Ке подсетиме, Филипче преку фирмата Stabri International од Хонг Конг, формирана само 3 месеци откако СДС дошле на власт во 2017 година, сакаа да купат вакцини
од 100% поскапо од тоа што ги плаќаат другите држави. Додека другите држави купуваат кинески вакцини најмногу по $30, Филипче сакаше преку посредничка фирма да плати $62, што е најмалку 100% повеќе. Во ек на пандемија, Филипче не можеше да набави ракавици, маски, средствата за дезинфекција, а да не зборуваме за набавка на вакцини. Не само што последни набавивме, бидејќи Филипче сакаше да си прави бизнис и да ги набавува од фантом фирма по двојно поскапа цена, туку и оние што ги добивавме на почеток беа на база на донации. Почитувани, заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, граѓаните одеа во соседни држави за да се вакцинираат. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, починаа приближно 10.000 луѓе. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, бевме на врвот во светот по смртност од ковид по глава на жител. Дали Филипче и за ова не чувствува вина? Додека нам не лажеше дека само што не стигнале вакцини, Филипче зад грб сакаше да печали на маката на граѓаните. Ако Заев беше главниот ограбувач на народот, неговата десна рака е Венко Филипче. Венко Филипче во ковид кризата се однесуваше како воен профитер. Луѓе умираа, а тој печалеше на вакцини, тендери и договори во 4 очи. Затоа денес Венко Филипче нема кредибилитет. Тој е само продолжена рака на криминалот на Заев. СДС е синоним за криминал, предавства и корупција. Лидерот на Левица Димитар Апасиев на пресконференција информираше дека поднале кривична пријава против премиерот Мицкоски поради попречување на правдата за трагедијата во Кочани. Денес пратеничката група на Левица, подпишана од сите 6 пратеници, поднесе кривична пријава против премиерот Христијан Мицкоски за кривично дело попречување на правдата како кривично дело против правосудниот систем, казнива по член 368 став 5 од кривичниот законник, поврзано со трагедијата во Кочани. Имено што цениме, согласно законското битие на вака опишаното кривично дело, се вели дека тој што советување, нудење или давање некаква корист ќе влијае врз јавен обвинител да не презема со закон предвидени действија во постапка пред суд или друг орган, спротивно на неговата службена должност и овластување, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Каде гледаме дека го има ова влијание, односно нудење на некаква корист на постоечкиот актуелен јавен обвинител господинот Љупчо Коцевски. Имено сметаме дека прво се гледа во тоа што и покрај лоцираните сериозни пропусти во неговото работење од страна на владата и од страна на Министерството за правда, каде што констатира противзаконитост, корупција и судирни интереси, тие ја прекинаа постапката за негово разрешување со цел да обезбедат според нас селективна истрага. Што тоа значи? Алудираме на 7 високо позиционирани ВМРО-вски функционери кои што се поштедени од кривичен прогон. Тоа се началничката на ОВР Кочани, началникот на одделот за криминалистички работи во Кочани, началникот на СВР Штип, главната инспекторка за економски криминал во ОВР Кочани, сменоводителот во полициска станица Кочани, сопственикот на приватната агенција за обезбедување и директорот на државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски. Сите овие 7 мораше да бидат опфатени во истрагата. Според нас сметаме дека нудењето некаква корист е со цел прво овие актуелни ВМРО-вски функционери кои што според неофицијални информации дел од нив се вклучени во заштитата на дрогата и рекетот во Источна Македонија, да не бидат опфатени. Дел од овие луѓе му биле советници на министерот Панче Тошковски во пржинската техничка влада и имале претходно разработени шеми на бланко полномошна за тужење и испумпување пари од МВР. Тоа е едната насока во која што цениме дека е направен алаш веришот, односно договорот овие да му го продолжат мандатот ВМРО-вците, а овој да ги заштити од кривичен прогон. И второто се однесува на тоа што обвинението е криво поставено. Согласно правните начела, согласно правната фела и видни професори по право, не можете 60 луѓе да обвините за исто кривично дело.
Имено ако корупцијата убива, ниту еден од овие обвинети не е обвинет за корупција, сите се обвинети за тешки дела против безбедноста, што во понатамошната постапка носи ризик да падне обвинението пред суд, затоа што не можете сите луѓе кои што се обвинети да ги обвините за предизвикување пожар, општа опасност и слично. И цениме дека во овие две насоки нашиот правен тим педантно работеше од најавата на пратенички прашања пред еден месец до сега. Кривичната пријава е со 14 писмени докази и предлагаме распит на обвинетиот. Се надеваме дека обвинителството ќе смогне сили за да го повика премиерот на распит. Во подготовка ни се уште две кривични пријави против премиерот, едната е за оддавање службена тајна. Продолжуваме со спорт. Новитети кои ќе бидат имплементирани од сезоната 25-26 во првата македонска фудбалска лига. Првиот човек на Фудбалската федерација на Македонија, Масар Омерагич, на брифинг со новинарите, откри неколку новитети кои ќе бидат имплементирани од сезоната 2025-26 во првата македонска фудбалска лига. Надпреварите од првата македонска лига ќе се играат во 3 или 4 дена, петок, сабота и недела, можеби и понеделник. Секој надпревар ќе биде покриен со директен ТВ пренос. Моментално имаме 3 стадиони со рефлектори, а четвртиот ќе биде во Тетово. Дополнително, ВАР системот ќе биде применуван, што дава реална надеж дека следната сезона ќе биде на значително повисоко ниво, истакна Омерагич. Омерагич најави кратење на лигата и можни нови системи. Причината за кратењето на лигата не е поврзана со откажувањата на гостивари Воска, туку со желбата да се добие поквалитетно и порамноправно надпреварување. Се размислува и за четвртокружен систем, но се уште работиме на тој предлог. Во втората лига размислуваме за нов модел. Првопласираниот директно да оди во првата лига, а уште две екипи да играат бараж. Интересен би бил моделот каде од второ до 8 место екипите би играле плей-оф за тие две бараж позиции. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со повремени врнежи од дожд на места пообилни 10 до 15 литри на метар квадратен. Локално ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а долж по Вардарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Температура до 23 степени. Во петок и во сабота ќе дува умерен до засилен северен ветер и ќе има изолирана појава на пороен дожд. Од недела следува период на претежно стабилно и топло време со значителен пораст на дневните температури. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и денешниот ден. Веќе за утрешниот следете неповторно во редовните термини 20 и 22 и 30 часот.